господа, добро дојавте во уште едно издание на Овде и сега се разбира на Бриф МК. Господинот Трајко Велјановски, претседателот на Собранието на Република Македонија, замина на молитвен појадок кај Обама. Нели? А пак опозицијата оваа недела доби тркала. 7 дена го протестираа, односно својот отпор на тркала го пружаа против режимските лаги, како што велат на премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски. И замислете, една национална телевизија изјави, односно рече во својот ТВ дневник дека Македонија е на 10-то место по мизерија. Овде и сега во аеродром со кандидатот за градоначалник на општина Аеродром, господинот Диме Велковски. Господине Велковски, пред се ви благодарам за прифатената покана. Нема проблем, во секое време. За Бриф се разбира. Да. Оно што го знам за вас е дека имате навистина богата политичка кариера. Може ли на самиот почеток само неколку реченици за себе, да не би зборувала јас, да кажам дека сте и натаму познат во студентската јавност? Па тоа е така, нора бидејќи по случај на повеќе активности во предлози од порано кога бев студент, значи се случи до 1997 година да ме изберат претседател на универзитетот, односно на Сојузот на студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Потоа сум имал повеќе активности во тој дел. Потоа како човек нормално се вработив тогаш на конкурс во јавното предпријатие Паркови зеленило во Скопје, каде што работам и до ден денеска. Ме интересираат тие работи, значи студентите до ден денеска имаме голема комуникација, како фела, како луѓе, како програма, еве така што се вели за млад човек, кој што се надевам дека во иднина ќе биде што е можно, нели, по авангардно, бидејќи луѓето, односно студентите, треба да ги бараат сите оние работи кои што ги имаат и студентите од другите земји. Можам само во тој период тогаш слободно да кажам дека направивме премногу добри проекти, само ќе го споменам. Тогаш беше чудно, сега од оваа гледна точка е многу интересно, бидејќи тогаш за прв пат направивме сајбер кафење, односно интернетот кога беше во своите почетоци, значи може да се пофалиме или јас да се пофалам со тимот кој што бевме во тогашниот Сојуз на студенти. Направивме 4 сајбер кафења, каде што студентите тогаш имаа можност слободно, без пари, да се поврзуваат со своите колеги од целата република и од светот. Тоа до ден денеска не знам сега дали е во таква состојба, меѓутоа имаше премногу голем проекти како што се студентските игри и така, мислам, тоа се периоди на кои што цел живот ќе се секаам како еден период каде што направивме проекти каде што многу учевме, али најмногу сум горд на сето тоа што стекнав многу голем број на пријатели со кои што до ден денеска комуницирам, кои што се многу од Скопје, меѓутоа и од целата република. Господине Велковски, аеродромци многу добро ве познаваат. Вие сте и страствен навивач на ЕМЗТ. Наспроти вас по втор пат, еве вчера, веќе јавно ја објавија кандидатурата на Коневски. Предизвик да се борите против него? Морам да искажам, значи мене ми се исполни желбата што конечно Коневски е по втор пат за кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и јас искрено сакам да си ги одмериме што се вели силите на политичко ниво, се разбира. Бидејќи од добро се познаваме, јас сум и сега член во Советот на општина Аеродром, така што ги знам од прилика работите што ги работи Ивица Коневски. Во многу делови не се сложувам, меѓутоа, пак ќе повторам,
ми е голем предизвик, бидејќи сум убеден дека аеродром заслужува многу подобро и може многу повеќе проекти да се направат, доколку тие нормално, транспарентно и поцелисходно се направат во корист на граѓаните. Инаку водно за спортот, точно е тоа, бидејќи професионално сум се занимавал со тој спорт и тоа е тој, зборам за кошарката, ми е, ајде, слободно ќе го кажам, хоби, меѓутоа фан сум на кошарката и тоа ќе биде до крајот на мојот живот и впрочем бидејќи го спомнавте и МЗТ, МЗТ ќе ја добива целата поддршка која што ја има и сега, впрочем и во Советот на општина Аеродром, Социјалдемократскиот сојуз секогаш гласаше за поддршка на МЗТ и тоа ќе биде во иднина, што сте вели и повеќе се со цел, нели, да останеме на овие места каде што сме сега, тоа да бидеме нонстоп први во Републиката, а се надам во иднина да бидеме што е можно подобри, нели, во надпреварите на меѓународно ниво. Поддршката ќе имаат од моја страна, значи од Социјалдемократскиот сојуз, впрочем сите одлуки што помина на Советот за МЗТ едногласно беа донесени од целиот Совет, кој што брои 27 Тука нема членови, така да поддршката е јавно кажувам дека ќе имаат до крај. Иако еве веќе неколку дена се зборува јасно и гласно за бојкот на локалните избори од страна нели на Социјалдемократскиот сојуз и здружената опозиција, јас би сакала малку да на кратко се разбира да ми ги искоментирате проектите на господинот Коневски. Скопје има аеродром и Охрид има аеродром, ама да не баше Коневски, очигледно дека ниту општина аеродром и Ново Лисиче немаше да добие писта и авион кој што никако да полета. Добија аквапарк, морам да признам и како жител на аеродром со ето така малку повеќе загадена вода и ред други проекти. Сакам на кратко се разбира мал коментар од ваша страна и што вие би промениле доколку дојде до не бојкотирање на изборите. Па како прво, генерално гледано, проектите што досега се направени од страна на Ивица Коневски може слободно да се видат со гол око и веднаш ќе ви потенцирам дека капитален објект, на жалост, досега Ивица Коневски нема направено, иако тоа многу го ветуваше во програмата која што беше 2009 година. Овие проекти кои што и вие ги наведовте, јас во оваа прилика само ќе ги наведам, значи аквапаркот, чини многу пари. Не велам дали е тој добар или недобар, меѓутоа врз основа на парите што се потрошени, а тоа се пари на сите граѓани од општина Аеродром, чини околу 70 милиони денари или над милион евра. Оние фонтани кај што се наоѓаат на Тромегето, кај што завршува булеварот Кузман Сивски, пито продолжува булевар Јане Сандански, тие фонтани кои што се 6 чинат повеќе од 500.000 евра. Да не должам многу, значи проективе, овие два само ги споменав, или овде каде што сега интервјуто го правиме, овој парк чини повеќе од 40 милиони денари, а за возрат на сето тоа нема направено ни една градинка и јас наназад неколку месеци тоа го зборев и собратив и кон јавноста, вклучително и кон господинот Коневски, дека очена е ситуацијата со градинките, бидејќи во 21. век, поготово во аеродром, да не можеш дете да упишеш во градинки и да стои на листа на чекање, мислам дека е повеќе од срамно. Образованието, само ќе споменам училиштето Димитар Македонски, за ваша информација. Тоа е училиште кое што е направено после земјотресот, односно 1964-65 година, и тоа е од монтажен тип кој што до ден денеска нема ниту шајка стаено за нивно реновирање, така што образованието ни е клучен проблем, градинките ни се клучен проблем и за тоа треба отворено да разговараме и мора да се инвестира во тој дел, бидејќи можеме да се пофалиме како општина која што број или е млада општина, која што има многу деца
и дај Боже тоа да биде со зголем интензитет, така што ова е мојот одговор, односно доколку не биде бојкот на изборите, кој што нормално зависи од ВМРО-ДПМНЕ дали ќе има бојкот или не. Голем дел од програмата моја и на тимот кој што ја имаме и таа чека на реализација, доколку се создадат услови за тоа, ќе бидат инвестициите да се пренаменат од општина Аеродром во образованието, во училиштата, во градинките, се со цел на младата популација да му направиме услови за подобар живот, за нивен подобар развој, во спортот нормално и во тој дел, значи ќе бидат главните насоки за развој на општината. Ако ви споменам само дека во ноќните периоди на делови од општина Аеродром во голем дел нема ни осветлување, може да замислите зашто ние зборуваме. Паркови е работа која што мора да се прави, меѓутоа тоа не се проекти со кои што може да се пофалиме. Тоа е работа која што треба да биде во континуитет, бидејќи животната средина е од исклучително значење за сите граѓани и тоа не треба да се фалиме, туку тоа ни е обврска која што мора во континуитет да се работи. Во однос за бојкотот, веднаш да ви споменам дека одлуката што ја направи Социјалдемократскиот сојуз на 8 јануари на Централниот одбор, ќе ги повторам и сите оние заклучоци кои што се донесеа, веднаш сакам да споменам дека таа одлука се донесе едногласно и јас лично ја поддржувам, бидејќи во оваа работа влеговме со голема честност, со чист образ и сакаме политички надпревар на идеи, надпревар на проекти, се со цел добро да се прикажеме кон граѓаните за да направиме општина која што доликува и нормално се стремиме да бидеме една од најдобрите во републиката. Меѓутоа, сакаме тој надпревар да биде реален и во оваа прилика сакам да ви кажам еден податок за општина Аеродром во избирачкиот список од 2011 година. Сакате, верувајте, меѓутоа инсистирам тоа да го кажам и сакам во оваа прилика да го истакнам. Во тој список имаше луѓе 15 на број кои што се родени 1902 година. Значи сакаме борба која што убедени сме дека овој пат ќе ја добиеме и тоа многу добро го кажувам бидејќи во комуникацијата со граѓаните луѓето се незадоволни. Луѓето бараат проекти кои што се од исклучително нивно локално значење и верувајте дека има проекти кои што може многу да се направат во Аеродром. Впрочем, ако 4-годишен мандат општината Аеродром има на располагање 100 милиони евра. Тоа се пари кои што во соработка со граѓаните можат многу потранспарентно, може многу попрактично да се направат проекти и да се потрошат, бидејќи сепак треба да се прашаат и граѓаните како и на кој начин тие треба да се потрошат, бидејќи тие пари се нивни. Добро. Што и да одлучите, како и да се одвива ситуацијата понатаму, господине Велковски, јас од срца ви посакувам се најдобро и уште еднаш ви благодарам за прифатената покана да бидете овде сега на Бриф.мк. Благодарам, Нора, јас сум тука, ќе останам во Аеродром и секогаш сум расположен и понатаму за овакви средби и разговори. Благодарам. Враќање во темнината, лебот ни го зедовте, капење само во недела. Ова се само дел од пораките упатени до власта од Сдруженијето Аман. Овде сега зборуваме со представникот Сдруженијето Аман, господинот Джелал Хоџич. Джелјо, добар ти ден. Ти благодарам уште еднаш што прифати да гостуваш во Бриф. Власт и натаму останува нема на вашите барања. Зарем за нив струјата не е скапа? Зарем за нив ова ништо не значи? Дали со ова што остануваат неми на вашите барања само потврдуваат дека всушност не се грижат воопшто за своите граѓани? За тоа најдобро кажува една изјава на пленарната седница на Собраниската комисија за економија, каде што прв пат Аман влезе, од кога ги предадовме подписите во собрание, каде рекоа дека не ја поевтинуваа струјата затоа што поевтинета струја ќе требало да се увезе уште повеќе струја, па ако не нека поскапат и храната, пошто увезуваме и храна. Мислам,
денес имаме сонце и недела имаме и ефтина струја. Срекни сме. Страшно е ова што се прави, страшни се нивното молчење, нивната ароганција, страшно е нивното немање осе за потребата на народот. Преку 40.000 семејства има социјални случаеви кои теоретски не можат да си ја платат струјата. Имаат чекови од 2000 денари за социјална помош, а струјата преку зима е по 5-6.000 денари. Како они планираат они да платат таа струја, ја не знам, ама знам дека им праќаат извршители на тие луѓе. Тоа што е сигурно е дека добивме поддршка од ДПА и од ДУИ. Они беа свесни за потребите на граѓаните. Единствената партија која сега не ни дава поддршка е ВМРО ДПМН. ДПМН. Сега само претходно ни даде поддршка со тоа што нивните кандидати за градоначалници на сите наши протести дојдоа и се потпишаа на иницијативата. Од сите парламентарни партии и партијата на Руфи Османи ни даде поддршка, освен ДПМН која едноставно нема слух за иницијативата. Мислиш ли дека можеби ДПМН ја регулира регулаторна? Па видете, веројатно, не знам која регулира регулаторна, ама тие таму регулаторна се должни да регулираат цената на струјата во согласно со стандардот на народот. Веќе луѓето кои се вработени не можат да ги плаќаат сметките. А камоли социјалните случаеви, камоли невработените, камо стечајците, земјоделците. И ние ако сакаме понатаму не знам како они планираат, значи овој народ да обстане. Нивната ароганција иде до бескрај. Имам чувство дека народов и некако како да му е добро што плаќа овој скапа струја, некако како да може тоа да го издржи, или пак можеби се работи за страв. Како велат, ќути може да биде и полошо. Види, апатичен е народот, тоа систематски се правеше со години, им се одзимаше просторот на граѓаните и политичките партии го узурпираат тој простор. Народот, поготово Скопјани, станаа премногу апатични, но има и страв. Ние од граѓанската иницијатива Аман имавме неколку закани. Сакам да ти кажам еден случај кога еден наш активист, нема да му го кажам името, се договоривме така, но тоа е пријавено во полиција и пријавено во ОПСЕ. Беше пресретнат од двајца непознати лица, на кои му беа покажувани слики и да посочи кој од нас е лидерот. Веројатно овие од ДПМН не разбираат што е тоа хоризонтала и дека немавме лидер. И му беше претено, му се закануваа, му споменуваа членови од семејство. Потоа имаше втори еден случај кога едно сабајле осамнаа постери низ градот со ликови од нас кои сме во иницијативата Аман, но и со луѓе кои идат на протести, но не беа во организацијата. Уставно право е правото на протест. Некој тие луѓе ги одбележил. Полицијата ден денеска не реагира кои се тие, иако се тие поставувани на места каде што има во центра камери. Потоа на една наша активистка и беше обиена колата. Од колата не фалеше ништо. Значи, нити јакна, нити касетофон. Едноставно штета е направена. Само е обиена и земени се некои наши постери. Имаше уште некои, значи, да не ги кажам контрапротестите кои ни ги направија, дојде член на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН и ни рече имате 15 минути да си идете поштено. Тоа се тие притисоци, знаете, после никој не ќе да дојде да протестира, поготово не со семејство и потоа да има проблем, да се тепа. Тоа е уставно право, но полицијата во последно време не го обезбедува на луѓето кои што сакаат да искажат протест, но иницијативата Аман е прва непартиска иницијатива која е успешна. Ние најдовме начин да собереме повеќе од 13.000 потписи, ги доставивме во собрание. Во понеделник е гласањето во собранието, во зависност од гласањето е уште една шкапел да прифатат иницијативата, потоа ќе бараме други начини како да го артикулираме незадоволството, но сигурно е дека ќе продолжиме понатаму да наоѓаме начин како да протестираме. Значи ова е само апел до ДПМН, бидејќи ДУИ и ДПА ве поддржаа. Да, на пленарната седница ДУИ, ДПА и НДП, партијата на Руфи Османи, дадоа поддршка. Единствената парламентарна партија која досега не даде поддршка и кажаа гласно дека ќе бидат против е ДПМН. Значи апелот е до нив.
да се свестат и да ја прифатат иницијативата. Фала ти на тебе и секој добро. Овде и сега со Јасмин Реджепи, иницијатор за возобнова на Бурмали џамијата на плоштадот Македонија во Скопје. Јасмин, овде и сега за Брифмак, добри дојде. Ке може ли на самиот почеток еве две прашања во едно? Прво малку за историјата за Бурмали џамија и всушност што точно барате? Добро ве најдов. Значи Бурмали џамија е изградена пред околу 5 векови, на почетокот на урбанизацијата на градот, односно на почетокот на урбанизацијата на другиот дел од градот. Постоела таму се до пред 80 години, кога била срушена од страна на тогашната окупаторска српска војска, која што на тоа место изградила офицерски дом на, како споменик, на својата армија. Што точно барате? Прашав уште еднаш. Значи, таму се наоѓаат темелите, на тоа место се наоѓаат се уште темелите од Бурмали џамија. Тоа што ние го бараме, го бара и целиот, значи, народ и од Скопје и од земјата, да се врати џамијата на тоа место. Значи на тие темели и на столбовите кои што наоѓаат во градскиот парк, да се донесат тука и да се возобнови тој стар културен и верски објект. Луѓето реагираат, зборувам за оние од другата страна, еве, условно речено, со друга религиска припадност. Велат ако има џамија, тогаш зошто да нема и црква на плоштадот Македонија. Бевме сведоци пред некои 4 години во 2009 кога имаше протести, па и да кажам физички нели се пресметуваа едните со другите за да не се изгради црква и да не се изгради џамија. Дали тоа значи дека вашите барања можеби ќе ги влошат и онака веќе кревките меѓуетнички, а и меѓучовечки односи во Скопје и во Македонија? Напротив, нашите барања никогаш не биле на тој начин да направиме ние, доколку има црква, да има и џамија. Џамијата постоела на ова место. Ние не сакаме сегашната власт, не сакаме органите на Република Македонија да го наследат проблемот кој што е од тогашниот српски режим. Значи да се сруши нешто што постоело 500 години за да се направи некаков објект кој што нема смисла ни за македонците, ни за албанците, турците или бошњаците. Значи тоа е споменик на една окупаторска војска и такво нешто не треба да постои, посебно на самиот плоштад. Што не со до црквата, тоа е проблем нивен, не влегуваме во тоа, нека има каде сакаат, нека градат, ние го бараме само нашето место каде што било. Значи во првобитно на тоа место имало поголем број објекти, значи вакуфот зафаќал поголемо место, но ние го бараме само местото од џамијата. Зошто? Тоа што доколку се изгради џамијата на нашиот плоштад, ќе представува вистински монумент и ќе даде вистинска историска вредност на нашиот плоштад. Нема да ја красат измислени барокни фасади кои што немаат врска, кои што се направени 2013-14 година, туку ќе биде нешто што е навистина старо. Навистина има. Ако веќе зборуваме за историја, тогаш не треба навистина стар историски споменик таму. А што се однесува да работите дали ќе ги влошат тензиите или нема, не верувам дека ќе дојде такво нешто, бидејќи во историјата секогаш имало толеранција помеѓу едните и другите. Сме живееле на овие простори, не сметам дека такво нешто би требало да се направи, дека ова би направило такво нешто помеѓу едните и другите. И што се однесува до тие провокации, сметам дека тоа за жал последниве неколку години го прави некој трет од страна, игра со таа карта на меѓуетнички тензии, меѓуверски тензии, што мислам дека ова изградбата на џамијата или едноставно враќање на местото на Бурмали џамија, значи да не се гради ништо, да остане празно, да се врати во сопственост на ИВЗ, ќе допринесе многу во стабилизација на меѓуетничките или меѓуверските односи во Република Македонија. Господине Реджепи, дали се плашите, дали постои реална опасност од реакција од граѓаните по повод тоа што го барате изградба на, односно возобновување на Бурмали џамија на плоштадот Македонија?
Тоа е најголемиот двигател, бидејќи ние како невладен сектор ги представуваме граѓаните. Од другата страна е исламската верска заедница, затоа ние бараме реакција од исламската верска заедница и од меѓународниот фактор за да спречиме да може народот да дојде само иницијативно и да направат било каков проблем на местото. Знаеме дека се случувале вакви работи кога се игра ваква некоја политика во меѓуверските и меѓуетничките односи. Ние сакаме да бидеме тие кои што ќе може тоа да го канализира, да го направат да помине на најбезболен начин да се решат проблемите. Во спротивно, доколку не ни успее апелот кој што го имавме на последниот прес, доколку не реагира исламската верска заедница, тогаш се плашам дека ние нема да бидеме во можност да ги канализираме овие работи да излезат како што треба и тогаш народот би можел да ги земе работите во своји раце. Оваа недела кога нели цела Македонија, буквално цела Македонија, ечеше од колоните возила на отпорот, барајќи се разбира слобода и демократија, една мала група на значи не ме буни. Ме буниш ке кажав за малце, она на П. Значи една мала група зелени кои што всушност и очигледно во душите се многу црвени, се собраа овде и еве што побараа. Гледаме секој ден како политички партии протестираат со десетици автомобили и тоа го прават за време на сообраќајниот шпиц во градот Скопје. Наместо да демонстрираат еколошка свест, тие демонстрираат загадување. Затоа ние екологистите од Урбано општество и повеќе невладини организации се собравме и направивме екомарш против загадувањето кое се прави со автомобилите. Ние, децата на Скопје, возрастните и пензионерите, немаме резервни бели дробови. Си се качија на своите велосипеди и едноставно само си заминаа кон гужвата на плоштадот Македонија. Ке паднеш, полека. Каде со тој точак, ке паднеш. Абе, падна човекот.